почитувани граѓани. Ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Денови наназад зборуваме за моделот кој е преземан од Србија. Моделот на Вучич што со години функционира таму, а речиси 2 години се пременува кај нас тука во Македонија. Имено системот на корупција што во Србија функционира со децении доведе до тоа во Нови Сад токму поради корупција 16 луѓе да го изгубат животот. Истото се случи кај нас, 64 луѓе загинаа во Кочани. По првиот протест на младите, студентите од Факултетот за драмски уметности на Белградскиот универзитет, непознати лица, кои подоцна се покажа дека се членови на владеачката партија СНС на Вучич по налог, ги претепаа со стапови и палки мирните демонстранти. Веднаш потоа започна напади врз новинари, газење студенти со автомобили и физички пресметки со неистомисленици ширум земјата. Насилни апсења на мирни демонстранти, постојани притисоци од полицијата, контролирано обвинителство и разни криминални групи. После сето тоа Србија се крена. Протестите траат веќе 1 година, студентите бараат избори 6 месеци. Вучич не смее да ги распише, затоа што ќе ги изгуби по луѓето на мок, бидејќи знае дека ќе одговарат и тој и неговите партиски послушници. Ова сценарио го гледавме кај нас пред 10 години за време на владењето на Никола Груевски и Саша Мјалков. За време на владењето на ова исто ВМРО ДПМН, кој денес ја крои судбината на Македонија. Груевски, кој од Будимпешта управува со Македонија. Почитувани граѓани, нема да може. Синоќа се случи инцидент. Повиците за насилство, представници и симпатизери на власта, резултираа со најголемиот медиумски инцидент после упадот во А1 телевизија во 2010 година, физички напад во живо на новинарите на Инфомакс, додека траеше програмата. Според информациите што ги добивме, напаѓачот е член на владеачката партија ВМРО ДПМН. Злоупотребата на власта и на мокта синоќа ја видовме на дело. Слободата на граѓаните и слободата на медиумите е загрозена. Нема да чекаме да почне да испраќаат тепачи, силеџи по домовите по српскиот модел. Српското сценарио на ВМРО ДПМН започна синоќа. Зошто токму синоќа? Како што знаете, повеќе денови наназад предупредуваме дека премиерот Мицкоски договорил преземање мигранти во Македонија. Сите овие изминати денови бараме да одговорат. Дали е договорен план за преземање мигранти? Дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој? Дали ќе им се обезбеди работа? Дали потоа ќе добијат македонски пасоши? Дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови? И како што гледате, одговор нема. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Попишувањето на сите медиуми, не само македонски, туку бројни, релевантни, странски, после вчерашното одбивање на владата да одговори на британскиот Таймс на прашањето за мигрантите, се потврди тоа што СДСМ изминатите денови го изнесува во јавност. По обидите, фокусот да го префрлат на измислени вести, лажни обвиненија, пријави, на се, само да се дефокусира јавноста од горчливиот проблем со мигрантите. По излекувањето и избегнувањето премиерот Мицкоски да одговори. До пролет, после пролет, ќе бидам премиер, нема да бидам премиер, на сите ни е јасно што се подготвува. По нашето последно обраќање, кога прашавме дали ВМРО ДПМН сака да го потпише документот, резолуција на предлог на СДСМ, со која собранието и владата практично гарантира дека нема да примаат мигранти и на тој начин ќе се реши оваа кризна ситуација, за да му дадеме гаранција на народот, за да ги смириме загрижените граѓани
И после се ово, не само што не сакаат да одговорат, туку по стар модел фабрикуваат приказни. Изминатите денови гледаме како избегнуваат да одговорат на едно многу едноставно прашање. Да или не? И свативме, одговорот е не. ВМРО-ДПМН не сака да ја потпише резолуцијата. Не сака да им даде гаранција на граѓаните на Македонија, затоа што не може. Затоа што се обврзале да примат мигранти како дел од пакет договор за кредит, за да продолжат да распишуваат тендери и да прават договори во 4 очи, за да ги трошат народните пари за свој бизнис интереси. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ке има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите, Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот мигранти за пари. Сака да замачка очи на народот, да го изврши ова страшно дело, за по изборите да се обиде да си добие уште 4 години власт, за да има време да ги изврши трагите на една од најголемите измами што граѓаните на Македонија ја доживеале во својата историја. Доста ни е од лагите на ВМРО-ДПМН. Синоќешниот напад врз новинар и медиум е само почеток на заплашувањето. ВМРО-ДПМН не може да дозволи пред избори народот да дознае дека ја издале Македонија. Ги повикувам сите медиумски здруженија да застанат во одбрана на своите колеги. На правото на слобода на говор, на слобода медиуми, на основни демократски начала, за кои граѓаните на Македонија се изборија во 2016 година. Нема да дозволиме да не вратат во медиумскиот мрак во кој живеевме 10 години под нивна власт. Мрак кој денес го гледаме во Србија. Во моje лично име, во името на моите колеги, во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во името на сите членови на СДСМ, најостро го осудувам нападот врз медиумите, конкретниот медиум Инфомакс и вработените таму. Ги повикувам надлежните институции веднаш да се ослободат од стегите на ВМРО-ДПМН и да почнат да се вршат својата работа. Извршителите и нарачателите мора да бидат изнесени пред лицето на правдата. Поради сето наведено, ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО-ДПМН. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Да сите им е јасно дека ако влеземе во тој модел, Македонија може да запре, а сега гледаме дека сериозно веќе успоривме. Тоа може да го загрози и онака разнишаниот систем и да доведе до ситуација во која што нема да има пари, ниту за плати, ниту за пензии. И ова е само еден дел од тоа што може да се случи. Гледаме дека Србија се соочува со голема криза, со можни финансиски санкции, со недостиг на нафтени деривати и газ, што може да предизвика целосен економски колапс. Македонија не смее да го чека ова сценарио со скрстени раце. Македонија мора да се одбрани. Не смееме да дозволиме ВМРО-ДПМН да доведе во прашање безбедноста на нашите граѓани, на нашите повозрасни сограѓани, на нашите деца. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН поради своји лични интереси ја издаде Македонија. Сега е време сите како еден да застанеме во служба на нашата татковина. Друга немаме. Да ја превземеме во своји раце судбината на Македонија. Да се вратиме на единствениот исправен патот на слободна, успешна, просперитетна европска Македонија. Нема да дозволиме Македонија да стане црна точка во Европа. Време веќе нема. Мораме веднаш пред да биде предоцна, бидејќи борбата започнува денеска. Правдата мора да победи. И благодарам на сите, наскоро ќе се јавиме и ќе ги објавиме нашите следни чекори. Благодарам за присуствието.